Трајан Ангеловски, прв човек на Сојузот на стопански комори. Знам дека имате средба во 12 часот во владата, Владин економски совет. Добре дојдовте во студио 10. Добре најдов. Ќе биде жестоко, претпоставувам. Фирмите, компаниите се на работ на затварање, голем дел веќе и затворени, тоа говорам за гиганти, некои намалија со производството, Фени, не знам, Бучим, Боровдол, слушам дека и Макстил. Како е кај вас во комората? Па генерално дадовте добри примери, значи оние компании кои се поизложени на како процентуално на учеството на електричната енергија во нивните производи, тие први побрзо ќе реагираат во смисол на намалување на своите активности, прибидејќи очигледно нивните производи не можат да поднесат оваа цена на електричната енергија. Понатаму, доколку продолжи овој тренд, сега во овој момент има благо снижување на цената на електричната енергија, меѓутоа доколку продолжи овој тренд, веројатно ќе продолжат и други компании да го намалуваат своето работење или да вршат некоја рационализација или нешто слично. А што очекувате од седницата на Владиниот економски совет? Вчера беше лидерот на ВМРО-ДПМН со својот економски тим на средба со Ковачевски и Мицковски. Кажа, ќе слушнеме подоцна почитувани дели од тоа што беше. Влегов загрижен, излегов уште позагрижен. Како влегувате вие на состанокот, загрижен или? Па, генерално, чувството, мислам дека не е пријатно овие денови, со оглед дека гледаме дека многу често се даваат некои изјави, па веќе следниот ден веќе дадените изјави се повлекуваат, па се даваат нови и целата ситуација создава едно чувство на несигурност, непредвидливост што ќе се случи и така натаму. Веќе сме влезени во грејна сезона, во сезона каде што температурите ќе се снижат, значи населението ќе користи се повеќе и повеќе електрична енергија за загревање, така да се очекува и на европскиот континент низ берзите за електрична енергија да расте цената на електричната енергија, така да неизвестноста е веќе во голем степен присутна, а некои работи кои можда требало многу порано да се направат, пролетта, летото, очигледно не се направени. И сега во минута до 12 што може да се стори? Па, ако е минута до 12, јас се мислам дека и после 12, веќе 12 и 5 се да не звучи како Мицковски, меѓутоа... Гледам дека и владата и опозицијата се фокусирани и нивните дискусии во еден добар дел се поклопуваат. А тоа е, владата е максимално посветена да обезбеди некои суровини за ЕЛЕМ или ЕСМ. Опозицијата, гледам нивните сугестии се во правец на планирање на производството на ЕЛЕМ. Тоа покажува можда ако овие две линии ги споите, дека можда во ЕЛЕМ состојбите не се на посакуваното ниво и тука треба да се размисли да се направат можда некои похрабри чекори, не знам, одредени реконструкции. А што може да се направи? Имаме 3 блока, сега еден работи, бидејќи едниот е на ремонт, се бара и Ковачевски 2 или првиот човек на Мислам дека не е ни моја ни ваша работа да ги коментираме блоковите, ама не наша работа е. Може не ваша, меѓутоа е наша работа, затоа друго сакав, друго ми беше поентата. Очигледно неконзистентноста и одуговлекувањето на одредени процеси. Например, слушаме константно некој си трансформатор кој година година и пол се обезбедува и така натаму. Мислам дека тоа се предолги рокови за такви работи. Можело сигурно порано да се заврши. Во текот на јули месец и август имавме екстремно високи цени на електричната енергија. Според нас нелогично зошто не беше пуштен и вториот блок котел во ТЕЦ Неготино, во Рек Битола, зошто Рек Битола не беше на некое максимално ниво и така натаму. И сите овие информации во еден момент се едни, во друг момент се поместуваат се други и навистина создаваат една многу непријатна состојба и почнуваме сите ние и обичните граѓани кои разбираме дел од таа тематика и не да ги коментираме. Очигледно некој на адекватно ниво не си ги завршува работите. Овие денови слушаме, например, за хидропотенцијалот.
хидропотенцијалот бил на ниво на 20 и нешто проценти, не 30. Експертите кои се бават со оваа тематика вика во стабилни времиња никогаш не се почнувало со хидропотенцијал под 70%. Да. И мислам дека е вистинско време да се покажат одговорните кој е тој што допринел хидропотенцијалот од 70% во нормални околности да биде 30% и зошто е тоа така. Енергетска состојба според нас не подразбира само трансфер на средства. Еве гледаме овие денови беше голема дискусија со топланите. Значи државата има навистина широки механизми на делување за време на кризна состојба. Но прашањето е дали државата има пари, господин Ангеловски. Па Гледам хидропотенцијалот, тоа што не се полни хидроелектраните, не верувам дека станува збор за пари. Можда некој ја поминал црвената линија, па злоупотребил одредени своји овластувања, ги испразнил хидроелектраните и сега ние се наоѓаме во некоја состојба која не е баш пријатна. Значи, мислам дека со години можда се ставани луѓе со партиски директиви на одредени места каде што можда требало да бидат професионални менаџери, не одработиле адекватно и можда ова е моментот на вистината каде што сите работи кои се неадекватни излекуваат на видео. Нас проблем е што 30 години практично ништо не е инвестирано во енергетика, не е инвестирано во инфраструктура, па сега почнуваме и кога ќе почнеме некој ќе го промаши, па другиот ќе дојде као да мек промашене, па сега да го исправам, но конкретно и генерално недомакински е вие на 10 дена пред почеток на грејна сезона да не знаете што ќе правите со себе. Јас еден обичен пример кажувам, било кој домаќин да го прашате, било кој човек да го прашате, ќе ви каже дека тој за зимата се подготвува во мај и во јуни. Тогаш се купуваат дрва, тогаш се складираат дрва, се спремаат луѓето за зимската сезона. Ние сега се спремаме, ние не знаеме за парно дали ќе имаме, па 6 часа преговараа вчера со Адора на Чифлиганец и на крајот имате информација во интерес на граѓаните ќе имаме штета од пола милион евра, Адора добила гаранција дека ЕСМ ќе ги купи топланите и ги става на располагање. Притоа са кајки не предпоставам Адора да не биде оној кочничар кој што на некој начин ќе Од оние информации што ние ги имаме за конкретниот случај Адора, значи 13 месеци Адора ги има уплатено средствата на стечајната маса и стечајниот управник за тие топлани, 13 месеци никој не му е пренел собственоста. Но дали е нормално во една држава? Мислам дека е тоа праќаме еден тотално погрешен сигнал. Правната сигурност нула. Дали некој сериозен инвеститор кој ќе го слушне овој случај ќе се чувствува сигурно во оваа земја, кога некој може да си дозволи, замислете влегувате во продавница, некој ви вика колку чини нешто, 90 денари. Вие вадите 90 денари, ги плаќате и замислете продавачката или продавачот не ви го дава нешто. И уште кауција му остават. И не ви го дават. Мислам, на вистина многу погрешни чекори, многу погрешен сигнал. Ова држава е вистинско време или редно време да полека тргне во една спротивна насока, значи да гарантира правна сигурност, оној кој ги вложил средствата да го добие нештото кое го платил и така натаму. Мораме да бидеме една нормална држава по сите нормативи. И неколку пати ги спомнуваме состојбите во ЕСМ и така натаму. Приватните компании се научени сами да се снаоѓаат и за време војни, и за време санкции, ембарга и така натаму. Приватните компании тргнаа и по својот пат во конкретниот случај. Најголем дел од нив инвестираат во обновливи извори. И замислете, во оваа ситуација, кризна состојба, некој спроведува супер бирократски процедури. Кога државава секој киловат го броиме во разговоров, мегават, колку се произвело вамо, колку онамо, некој кој може енергетски независен да стане, и ако ме прашате, еден дел од кривицата зошто сме доведени во ова, затоа што на компаниите не му е на време дозволено да инвестираат во обновливи извори. Зошто? Зошто? Па ако навлеземе подлабоко, може да не дојдеме до една непријатна ситуација дека државата заштитувала некој друг, а не собствените граѓани и собствените компании. Па мислам дека и треба да се отвори Пандорината кутија.
Па Затоа што полека ќе дојдеме и до тоа. Мислам, државата претпоставувам е свесна за еве тоа. гледате што се случува со приватните физичките лица. Се носат такви уредби за инвестирање во обновливи извори, до сега имате на ниво на држава, мислам дека неколку лиценци издадени. Тоа не ви покажува дека луѓето не се мотивирани да инвестираат. А од друга страна вие обезбедувате супер ефтина струја и така натаму по 48 евра. Ние во конкретниот случај имаме едно вакво барање. Прибидејќи е енергетска кризна состојба, дозволете му на компаниите да инвестираат и паралелно, не ги условувајте веднаш, паралелно да ја тераат и бирократската процедура и документите. Значи да можат што е можно побрзо да ги стават во функција тие обновливи извори, да тече електричната енергија, а адекватно да се тераат и бирократските процедури, документацијата која нормално еден ден секој мора да ја исполни. Политичката некултура или политичкиот инет, например, што направи? Се продава ЕСАМА дистрибуција на Евана. И тоа беше поприлично жестоко критикувано. Потоа излезе информација дека ЕСАМА, односно Евана, австријски Евана, е заинтересиран и за ТЕЦ Неготино, каде што планот беше од прилика, сега не ме држите за збор, бидејќи беше 2006 година некои 750-800 милиони евра или милиарда евра да се инвестира и тој термокапацитет да се претвори во да работи комбинирано, ако не се лажам, газ или не знам како беше, и на некој начин ние сега ако се вратиме назад, ако тогаш што успеало, бидејќи веќе ние сме направиле билето со тоа што сме дале на дистрибуција на Евана, веќе да го дадеа и ТЕЦ Неготино, тогаш претпоставувам ќе беше малку по другчие сега. И сега ќе имате вие изјави од типот на тоа, ајде да направиме анексија на ТЕТО, што е приватна компанија, и знаете, некако се губиме сите и власт, се губи и опозиција, ние граѓаните седиме, чекаме што и како ќе помине, само што не дошла зимата. Видете, мојот впечаток е некако државата, ако во 2000-тите години или во 90-тите години масовно приватизираше, после тоа следеше конфликтот 2001, па некои други... продажба на Телеком, продававме ние многу стратешки работи продававме. Сега е можда на дневен ред, еден од последните бастиони каде што државата може нешто да креира е енергетиката и гледаме кој е резултатот од менаџирањето на државата. Тоа е дефиниција позната во економијата. Државата е секогаш многу лош менаџер, државата не знае да работи, државата нема планови и концепти на развивање на бизнисот и очигледно државата треба да размисли во следниот временски период делот со енергетика да го демонополизира, да создаде фер пазар, фер услови, повеќе компании пазарно да се надпреваруваат и да се види со ЕСМ што ќе се случува, затоа што на овој начин, еве гледате, секоја година ЕСМ имате големи загуби. За толку големи загуби никој да не сноси адекватна одговорност во нормални држави, знаете, навистина точно мора да се знае каде се тие загуби, зошто се створени тие загуби. Дури некои енергетски експерти сугерираат дека можда доколку продолжиме со ова темпо за 5 или за 10 години, ако се исцрпат јаглените во Битола и така натаму, можда ЕСМ да дојде и до одредена приближна вредност и до 0 евра, така да не е лошо на време да се спремат сите тие процеси, да се размислува за приватизации, пуштање на берза, реструктурирање, професионални менаџменти и да се бара од нив адекватни резултати. Добро, тоа е една посериозна тема на која што треба да се разговара и во принцип јавност како јавност не секогаш е заинтересирана и секогаш треба да биде против, како да кажам, на стратешки објекти да бидат продавани или приватизирани. Меѓутоа, кога сте доведени во ваква ситуација, веројатно и треба да се размислува во таа насока. Дополнително што вие ако земете колку се вработуваат таму луѓе партиски војници во тие комбинации. Информација што ние ги имаме, лоши резултати доаѓаат од следново. Например, и во РЕК Битола оперативен кадар кој треба да работи на блоковите и кој ја носи работата нема во поодминати години, дури пензионери се враќаат од пензија да работат.
а додека на небитни административни места и така натаму имате превработеност пар екселанс и веќе доаѓаме до клучниот проблем. Сите се прашуваме зошто не работи овој блок, зошто не работи ТЕЦ Неготино со целото, вика едноставно нема кадар, нема доволно ресурси на време обезбедено и така натаму и тоа е резултат. Денеска што ќе разговарате на Владино-економскиот совет? Немаме точна агенда. Еве јас ќе ви кажам, владата ќе одржи седница на економскиот совет. Една од темите се очекува да бидат дополнителни антикризни мерки за кои би се ублажил ценовниот удар. Ковачевски премиерот смета дека замрзнувањето на маржите функционира, но енергенсите и суровините што ги добиваат производителите на основните прехрамбени производи ги креваат цените нагоре. И се претпоставам дека тука вчера еден од нашите колеги беше во министерството и ние оценуваме дека е тоа позитивен чекор доколку се случи тоа да се стимулираат оние компании кои произведуваат основни прехрамбени производи, нив да им се субвенционира електричната енергија и на тој начин да им се помогне да на некој начин се ублажи или евентуално се стопира растот на цените на тие основни производи, се со цел да се влијае на странично можда на таа инфлација на основните прехрамбени производи и претпоставаме ви од ова што го читате и од она што ова е официјално соопштение што е стигнало. Во текот на вчерашниот ден наш представник беше во Министерството за економија на истата тема е веќе. Вие колку барања имате како Сојуз на стопански комори, што реагираат вашите? 14 барања, да бидам искрен, нашите барања, сега не дека се наши, меѓутоа на вистина 14 и како бројка да ги слушнете. И по обем ние имавме барање укинување на ДДВ-то на елементите за монтирање на фотоволтаици. Имавме укинување на ДДВ-то за инвертер клими, каде што директно може да се влијае на количината на електрична енергија што се троши. Приклучување бесплатно на топловодниот систем во град Скопје, значи сите оние домакинства кои би трошеле електрична енергија да може да ја користат топлинската енергија која и така и вака ја има. И мислам дека прилично студиозно од енергетска гледна точка беа обработени тие мерки. Очекуваме да добиеме одговор. За жал, до сега има една реакција во однос на ограничување на маржите. Тоа беше наш предлог. И наш предлог беше ова што и гледам и премиерот и председателот со председателката на Еврокомисијата Урсула фон дер Лајен, од одредени европски фондови, одредена вредност од цената на електричната енергија да се добие. Тоа беше наш предлог за компаниите, значи на некој начин да се гарантира кој е максимумот. Да, затоа што кога имате вие скок на цените од 200-300 евра до 800-1000, навистина тоа е надвор од сите пазарни логики, механизми и тука дефинитивно треба да се влијае. Пак ќе кажам, јас во разговори со надлежни институции и со директори и со министри кои што биле во енергетиката уште во месец март сум говорил за зимата и некако многу ноншалантно се однесуваат. И мене сето ова моликање сега кое што во еден наврат во еден момент е оправдано затоа што во прашање се граѓаните, меѓутоа вие во септември месец на вас да ви текне дека во октомври треба да почне грејна сезона, правите тоа што го правите со Дора, зимате топланите, при тоа не знаете на што ќе работат тие топлани, дали на газ или на мазут, се уште немаат газ набавено, се уште немаат мазут. Веројатно на дизел од оние информации што не. Затоа и дизелот ќе расте сега, според последните проценки сигурно ќе отиде за 3-4 денари деновиве. И тоа е една таква незаинтересираност, можеби е благ збор. Јас мислам дека е поприлично недомакински вие да ги оставите така и бизнисот и граѓаните. Апсолутно се сложуваме. Значи, дефинитивно постоеше доволно време кога требаше да се реагира. Ова трае 2 години трае. Не можеме ние да се правиме дека него гледаме руско-украинскиот судир и ние да немаме руската инвазија. Руско-украинскиот судир, председател тврди дека имало информација во ноември, ние дознавме во февруар. Да. Така да тоа е веќе нешто друго. Јас знаев од 2014, само тогаш се смеја, бидејќи тогаш практично почна. Ние сме од бизнес секторот, некако политиката ни е странично прашање. Не е странично, меѓутоа морате сигурно ги пратите и вие странските медии. Влијае на поместување на многу работи. Имавме исти ваков совет негде во февруар или март, почетокот на март, со избивањето на можда 10-12 март, со избивањето на војната во Украина и тогаш можам да кажам некако како да се сложивме сите кои бевме присутни, дека Македонија треба да се фокусира на две работи. Производството на храна
кој гледам дека горе-доле некако како да се санира и со овие договори Отворен Балкан, можда Србија ќе нема да поставува бариери, можда ќе се зголеми домашното И тоа производство. не е срамота? За храна да молиме од Србија, за струја да молиме од Србија, па ние зашто Долгорочни постои прашања се, знаете. Не, се долгорочни да. прашања, меѓутоа ние сме земјоделска држава на крајот од денот. Тоа беше Па еден да излезе да Тоа- каже има тоа бе- Совет за безбедност, не се секирате, имаме храна. Тој Тоа- Вучич, диктаторот, како што го велат, излезе и каже имаме волку, треба да се стегнеме, треба ова, нема да има пари за тоа, треба да се стегнеме. Тоа беше и нашата констатација, еве како и со млекото, не знам дали приметувате овие денови, цената на млекото и растот на цената на млекото. Значи, тогаш растот на цените некогаш треба да е и охрабрување за одредени компании да ја видат својата шанса. Да, ама Значи- безобразно е, во еден маркет вчера гледам, јас пред тоа сум купувал јогурт 100 денари, вчера го видов истиот јогурт 70 Ние денари. пред 2 недели на еден саем во Босна, случајно една аналитичка куќа од Србија ни го презентираше што е резултат на растот на цените. Една од компонентите која ја употребувале во млечната индустрија, а тоа било млекото во прав во одреден процент, Украина била еден од производителите. Таа компонента сега скоро да ја нема и затоа се случува количински да фали, а гледам дека по телевизија луѓе кои се бават со производство на млеко секогаш се жалат прилив на многу ефтино млеко од регионалниве пазари околу нас, дали е Србија, Хрватска, Босна и така натаму. Веројатно сега без таа компонента фалат количини и затоа кажувам некогаш треба да е охрабрување, еве го моментот можда да и нашите компании, фарми се вклучат колку е можност, нели, секогаш треба време за подготовка и за обезбедување. Не е тоа преку ноќ дека можете да обезбедите стока, грла и така натаму. Меѓутоа да почнеме да го цениме домашното производство и да се фокусираме на домашните производи, се со цел да им помогнеме на индиректен начин да се развијат во следниот временски период. Знам дека морам да ја пуштам, веќе 11:30. За крај, вие што мислите, дали ние ќе ја преживееме оваа зима, дека ќе ја преживееме, ќе преживееме? Струја, власта тврди ќе има, повеќе ги прашате за газ и за мазот креваат Да, раменици. власта генерално секогаш се фокусира на физичките лица и на малите потрошувачи. Сега интенцијата е, гледате, и со најновите мерки, и училиштата и комуналните предпријатија да се префрлат, овие Ама најголемите. тоа пак ќе го платиме ние граѓаните на крајот. од Апсолутно, денот. апсолутно. Нема апсолутно. бесплатен ручек сега. Видете, енергија ефтина во следниот временски период нема да има. Количината на енергија што ќе се троши ќе биде се поголема, прибидејќи ќе дојдат електричните автомобили и се поголемата електрификација, значи излезот е на светско ниво. Обновливи извори, заштеда на енергија и мора да се делува во Како тој. обновливи извори на енергија, кога вие вели што се случува? Видите што се случува. Мораме да им вршиме притисок да сватат дека процедурите мора да бидат оптимални, а не максимално бирократски. Доколку бидат оптимални, тогаш сите приватни лица, компаниите ќе бидат мотивирани да инвестираат и да им биде сметката што е можно помала и доколку постои одредена можност и одреден вишок да се пушти во мрежите, Македонија увезува на годишно ниво негде околу 1 милиарда разноразни енергенти. Значи имате две опции. Или ќе штедите и ќе инсталирате нови производствени капацитети, или таа 1 милиарда секоја година ќе е изнесувана од државата. Мислам дека ни фалат милиарди во моментот, а не можеме да ги обезбедиме. Или повеќе. Многу милиарди се спомнуваат, така да... Една знам дека фали, не може да се земе кредит, нешто зимаат колку што видов. Не сум експерт за макроекономија, тој дел не сакам да го коментирам, веќе мислам дека е експлоатирано прашањето и вице-гувернери, поранешни, сегашни експерти за финансии го коментираат. Мислам дека дефинитивно се покажува дека нема баш толку средства колку што се очекува. Ни следи тежок временски период, сите мора да сватиме сериозно работава. Бев пред една недела во Германија, гледам секојдневно медиумите известуваат на кој начин може да се заштеди енергија и секој поединец треба сериозно да ја свати работата. Нема да биде лесна зимата, меѓутоа не дека ќе биде и крај на светот далеко од тоа. Да. Нели, мора да се фокусираме позитивно, ќе излеземе и од оваа криза. Мислите струја ќе има за домаќинствата? Би Плашите од рестрикции?
Мислам дека не би требало да има рестрикции за домакинствата. Фирми дополнително мислите дека ќе почнат да затвараат? Јас набројав неколку гиганти, фени, слушнав и за Макстил, еве го Бучим. За очекување дека големите потрошувачи на електрична енергија ќе реагираат на овој начин како што реагираат. За жал, одреден временски период, доколку цените отидат на она ниво негативно што се предвидува 800.000 евра очекувано. Добро. 3 минути ви пробив. Мислам дека нема да се налути Ковачевски владиниот тим. Благодарам што бевте гости во студио. 10 Рајан Ангеловски, прв човек на Сојузот на стопанските комори.